своето генерациите да ме слушнат. Можда новата генерација која што јас ја воспитувам и моите деца и тие на факултет што ми се генерации исто се тие кои мои деца, јас ги воспитувам едновремено. Општествено ги оспособувам, јас не само ги учам на формули, дека треба да отворат очи и да ги анализираат спектарот од човечката глупост и потенцијалите што ги има земјата и лошите научници кои што сакаат и политичари заедно да ја уништат и успеваат. Сите зборат за Марс, дека ќе треба да се пресели човештвото на Марс за да опстане, дека земјата е готова. Многу сте песимист. Не сум. Бев дел од истражувањата, значи пред 8 години работев на Беркли, една година бев Фулбрайтов професор таму. Таму еден огромен институт од 5 милиарди долари се изгради, или 50 или 5, не ми зимете за збор, се изгради за истражувања кои што се врзани со електрохемиски кели. Тие не се фотоволтаици, него се надградени фотоволтаици. Прават напон, значи електрони и шуплини, потоа тие електроните одат, прават хемиска реакција и ја делат водата. Цепење на водата е создавање на кислород и на водород гориво. Или друг правец има вештачка фотосинтеза да направат вештачки лист за да може од сончева енергија само со вода и со уште други ресурси од воздухот CO2 дали азот и други, да се создаде првиот органски молекул метан. И метан кој ќе го создадете потоа со разни други реакции ќе може да се создаде храна, значи храна и енергијат на Марс и може да се сели човек. Не случајно го спомнав хемиското во тоа ваше физичкото. Да, електрохемија. Една мала сатисфакција која може да се дозволам за себе. Но ајде, каде е ова глобално затоплување, уште тоа да ве прашам во струката, тоа се случува или е така малку ЕПП реклама, да не заплашуваат колегите? Не, научни трудови си кажуваат дека температурата и покрај оние флуктуации нагоре-надоле, значи со периодика, со сончевата периодика од 12 години, 13, колку имаше сонцето, некоја периодична, во сончевите пеги, некоја периодична реакција. Значи, и покрај сето тоа, температурата расте, арно ама. 4 пати до сега имало глацијални периоди, значи се нашло дека ние сме имале пропаст, па поплава, па глацијален период. Од ледено доба. Значи од ледено доба 4 такви циклуси. Значи не е индустријата причината, тоа сакам да прашам. Не знам, никој не може да знае. Јас не може да ме убедат дека милениумски циклуси се во прашање. Милениумски, астрономски се тие циклуси. Теорија на Миланковиќ, српски научник тоа го најде. Теоријата на Миланковиќ кажува дека 4 глацијални периоди се всушност астрономски циклуси во кои што земјата влегува и ние сега влегуваме во еден таков кај што ќе се уништиме, па потоа пак ќе се создадеме. Така, Дарвин, човештвото, сега да искористам да ве прашам, ние сме од тој интелигентен дизајн насадени на земја, спомнавте Марс ќе се селиме, или сепак Дарвиновата теорија, која ви е поблиска? Бевте во Америка, спомнате Беркли, таму има цели институти кои ја заговарат ова првата што јас ја спомнав. Како нарекува тој првата од Марс, дека сме дојдени од дека некој не наследил некоја сила на земја. Има логика дека имаме камбекови, дека расте цивилизација од кај ние немаме траги од таа цивилизација што се имала, мислам тоа се е уништено. Ако имало цивилизација еден момент и пропаднала, а ако дел од човештвото се спасило, зошто да не наблюдуваат, мониторинг имаат и гледаат кога е добро да се вратат, мислам, сината планета е Од таму се веројатно и поривите за освојување на космос од други планети, па и живот на Марс. Да се вратиме на ова наше вулгарно секојдневие македонско. Каде сме ние вак сега денес во глобалниот свет? Еден режим падна, што дојде? Економски сме ралливи, етнички сме ралливи, уставно сме недефинирани. Каде се гледа како интелектуалец Мимоза Ристова и како аналитичар и на општествените, социолошките, политичките збиднувања во Македонија? Не ми придавате значење на аналитичар, јас сум само логичар некаков кој што лични анализи прави. Немам јас толку опознање од политиките, од меѓународната политика, од економијата. Јас само што читам и акумулирам и можам да
донесам некаков логичен суд. Можам да кажам дека деградација на човековото општество постои секаде. Годината кога почна короната, ја бев таа година во Церн во Швајцарија. 2020 јас бев во Швајцарија. Чудно беше и таму. Не се чувствував пријатно. Председателот Стево Пендаровски беше как дел од активностите во проектот Чекор напред кон мултикултурно општество. Тоа е продолжување на веќе нешто што Цивил го работи од 2020 година. Проект ние започнавме со иницијативата Обединети во различноста. Продолживме иницијативата под поинаков наслов Направи разлика, почитувај ги различностите, и денеска одиме чекор понатаму кон градење на мултикултурно општество. Она што може да се заклучи од првичната средба што имавме со председател Пендаровски е дека тој е отворен и некој е човек кој што сака да помогне и кој што размислува во исправец како што размислуваме и ние. Тоа е битно, веројатно, тоа е политичка и државничка поддршка. Тоа е едно од најбитните одлики од таа средба. Ние ги презентиравме нашите активности и ги договоривме понатамошните заеднички активности што би ги имале во таа насока. За гледачите на Дистрикт да ги презентирате кои се предстојните активности на овие теми. Чекор напред кон мултикултурно општество треба да ја продолжува на некој начин нашите заложби за промоција на мултикултурализмот и на наша наспроти национализмот и етничките подели во нашата земја, меѓутоа и промоција и на европските вредности. Она што го работевме како истражување и активности во последниве 2 години, сега само го надоградуваме со истражувања кои што би можеле да им помогнат на институциите и на засегнатите страни или носачите на одлуки за градење на една стратегија која би била малку поиновативна и која што би била, ајде да речеме, со поголеми можности за имплементација во однос на стратегијата која што имавме, едно општество за сите што имавме претходно, затоа што владата е веќе во план и работи на таа нова стратегија која што треба да се донесе, и ние сакаме тука да бидеме и директни учесници во самото донесување, односно во нејзино градење на некој начин. Теренски како ќе изгледа тоа, да опишеме? Ќе има контакт со луѓе, тркалезни маси, не знам. Значи ќе имаме најпрви средби со оние кои што се одговорни на овие прашања на институционално ниво, значи како што е средбата со председателот, како што е средбата со националниот координатор Роберт Алаѓозовски, како што е средбата со Агенцијата за заштита на правата на заедниците, со комисиите за спречување на дискриминација, останатите комисии кои што функционираат во собранието. Од тие средби и од тие заклучоци ние ќе дојдеме до некој заклучок каква е општата слика и политичка волја, меѓутоа ќе ги собереме и нивните, ќе ги презентираме нашите предлози како сето тоа би требало да изгледа, меѓутоа ќе ги имаме и ќе ги мотивирате институциите на некој начин, и ќе имаме сет на препораки што се би можело да влезе во таа една стратегија. Нормално паралелно нашата медиумска платформа е секогаш отворена и за промоција на мултикултурното општество, и ние со тие активности ќе продолжиме и понатаму. Така, Билјана, сега нешто малку полично. Со години, колку години сте во Цивил и туркате овие граѓански активности на разни теми, главно граѓански теми, нели? Хумани цели. Некојаш зацртаните цели не ни се остваруваат, ефектите не се секојаш како што ги посакуваме, од X причини, политички околности, не знам, може би дел, ние не сме биле секогаш, нели, активни, доволно активни активисти. Како се справувате со ситуација кога нешто не оди, кога гледате дека се вложува труд, напори, а нема ефект од тоа на начин на кој што сме го планирали и посакували? Земаме воздух, правиме концепт каде погрешивме, ако сме погрешиле, дали бил добар периодот, не бил добар периодот кога се спроведувала, имала атмосфера, за тоа немало атмосфера, и продолжуваме понатаму со поинтензивно да ги
Значи не прекинуваме. Ако сме започнали некоја активност, значи не ја прекинуваме, независно додека не оствариме одреден ефект. Значи борбата продолжува. Дведецениското постоење и активностите на ЦИЛ е доказ и гаранција за војнина. Што сега друго ве очекува конкретно на конкретен план на овој наш македонски терен? Ние ќе се разбира во континуитет ја следиме општествено-политичката состојба во нашата земја, меѓутоа еве и ова што се случува сега во Украина и ќе продолжиме и понатаму, значи ние сме против нормално стоп за војната во Украина. Се разбира сите процеси кои што се поврзани со изборите или во догледна иднина, тоа ни останува секогаш. ЦИЛ беше меѓу главните промотори сега е пописот ќе биде навистина актуелен кога ќе излезат официјалните резултати. Ние го мониториравме и тој процес. Актуелен пописот или актуелни реакциите ќе бидат? Па и тоа ќе видиме како ќе биде интересно затоа што ќе имаме. Да видиме колку ќе се политизира целата таа ситуација. Ќе се политизира, се очекува такво нешто, не може да не се политизира кога самиот процес на спроведување на пописот беше. Ако успее македонската јавност барем да не се шовинизира на некој начин пописот. Јас се надевам дека нема, ама ќе има и такви обиди. Тоа е дури и обиди за раздор баш на овие прашања за кои што зборуваме кога станува збор за етничките заедници, религиозните графи. И тука веќе се очекуваат такви реакции. Тоа е за жал нормално и тука уште еднаш ќе ја покажеме нашата борба. Мислам дека е тука проблемот. Меѓутоа, проблемот е, не може само опозицијата да ја обвинуваме. Не зборувам за конкретната опозиција. Дали власта не најде, па еве и за конкретни зборови, и власта не најде линк да... Секогаш кога некој дојде на власт, си тера по свое, без да ги земе во предвид аргументите на опозицијата. Еве и Груевски додека беше на власт, тоа што ќе го наумеше, тераше. Па сега не знам, опозицијата ако се обидува да ги зема за уши, ги изфрлија надвор од собрание. Каде доаѓа ментално тоа, прашувам политички? Што се случува? Имате искуство, шетани сте по светот. Тоа е проблемот што сте биле во BBC искуства и така натаму на демократија. Има ли комуникација? Немаме ние за жал искуство на диалог во Може решавање ли на да општествени дефинираме проблеми, па видете сега, она што се случуваше во собранието, независно мојот став каков е кон договорот во Преспелине, беше грдо. Тоа беше силување едно на демократијата, се купуеа гласови за да се стигне до двотретинско мнозинство, се пуштаа луѓе и после тоа автоматски сами вие си ја деградирате институцијата каде што сакате да ги туркате работите натаму. Не може стално се по секоја цена да се прави спротивно на волјата на другиот, заради тоа што јас така сум замислил. Грдо е, не знам како да ви кажам. Преспанскиот беше малку и поширок и меѓународен контекст, нели? Не беше тоа само битка меѓу власт и опозиција. Ако веќе сте се обврзали дека Преспанскиот договор ќе го ставите на референдум и ако помине на референдум, после кога ќе ви пропадне референдумот, вие идете у собрание и силувате демократија. Добро, и до кога вака? Затоа прашањето ми беше, лекот ли е брзи парламентарни предвремени избори? Со брзи парламентарни избори нема да смениме политичката пракса, па одеднаш после изборите да почнат диалог. Може би некој е поинакво политичко коалициско милје. Да се надеваме, ама јас сум лично скептик да ви кажам право дека нешто битно ќе се промени во И еве повторно ќе се вратам на надворешна политика. Сега преговара владата со Бугарија за многу чувствителни прашања. Не е опозицијата вклучена во тие. Така ќе дојдеме до тоа. Ми е конкретно прашање. Ајде да почнеме. Да, ама не, тоа ми беше идејата дека опозицијата не е вклучена во тоа. Се согласувам. Еве да почнеме од Преспанскиот. Генерално заврши приказната, тоа што се случуваше не деградира како држава, како општество, како политичко милје или не унапреди бар меѓународно? Зависи од перцепција. Вредеше ли сето? Зависи, тоа е лична перцепција. Тоа е лична перцепција. За многу граѓани мислат дека не вредеше. Фактичката состојба, еве членство во НАТО, на пример. Со Грција се решија на некој начин вака или онака прашањата.
Видете, тоа прашање требаше да се реши. Прашањето е дали направивме добар договор, бидејќи ако веќе 30 години чекавме да се реши, убеден сум дека имаше моменти во текот на тој 30 годишен процес на преговори, кога можевме да излечеме многу подобро. И многу можевме ли уште да чекаме или мораше ли да се случи сега во овој период? Па, ја ви кажав, добро е што се реши. Добро е што се реши, веројатно требаше да се реши порано, со помали компромиси, мислам дека немаше да мора да менуваме уставно име. Ова Бугарија, блокадите, нас повеќе не чини ова тегавење со блокадата од страна на Бугарија или веќе има сигнали дека и нив ќе ги чини доста? Не знам како да ви кажам, на крајот на криштата не ме ни интересира колку ќе чини тоа Бугарија. Мислам дека ова што се случува сега ја чини Европа. Европскиот наратив во југоисточна Европа го губи здивот. Се повеќе и повеќе има евроскептици. Ќе се вратам, работите никогаш не се изолирани. Ќе се вратам на руските канали. Постоела голема поддршка на политиката на Путин у Македонија. И што е тоа? Заради тоа што луѓето киснат пред телевизија и гледаат Russia Today и Спутник? Не. Него заради тоа што луѓето од 92 слушаат, комисија направи Европска унија на уставни судии, Бадентер, признат правник, ја води таа судија комисија, Македонија и Словенија, нема Македонија, Словенија и Хрватска. И 30 години имаме некакви разочарувања и изневерени очекувања од таа Европска унија и луѓето овдека више толку има фатено летаргија, што веќе не веруваат искрено, нема ентузијазам за европската приказна. Мислам дека ова е неправедна војна. Мислам дека агресијата е непростлива и не е во духот на меѓународното право. Станува збор за класична агресија на сосед. Значи, како да кажам, тоа е во 21 век, во 20-та година, тоа е дури и примитивно. Добро, има ли меѓународно право? Сега спомнавте меѓународно право или може да констатираме ние по ситните, по малите, по слабите, по ненаоружаните дека нема меѓународно право или има само за силните? Па, знам кај удираш со прашањето. Значи, и Македонија може да каже дека нема меѓународно право. Ние чекаме 17 години почеток на преговори со Европска унија. Меѓутоа, знаете, квалитетот на тоа прашање и на ова прашање што и се случува сега на Украина као тема, се различни работи, неспоредливи се. Таа држава има суверено право да одбере иднина, дали ќе оди со Запад или ќе оди со таа можела во време на Јануковиќ, тие одбираа да бидат со Путин. Така да се случи падна Јануковиќ, па дојде друга власт, па доаѓа друга, па утре може да падне Зеленски, па да дојде проруска власт. Тоа на избори не знаете како ќе се случува. Меѓутоа не е решение вие да ги дигнете авионите. Има демократски алатки за процесите во 21 век наместо со оружје? Апсолутно. Значи, јас сум и пацифист по убедување и не можам да прифатам тој тип на како ќе заврши таа војна. Таа војна сега веќе е одмината, после 20 и кусур дена, таа е отидена веќе далеку. Многу е разурнато во Украина тоа што можеме да го видиме. Ако не се лажам, 3,5 милиони бегалци веќе има. И Москва заглави веќе? Москва е заглавена внатре, не знаеме тоа како ќе се случи. Што ќе се случи како епилог? Видов вчера веќе дека има некое движење од типот на Путин кажува кои се условите, Зеленски прифаќа разговори. Ми личи малку као веќе двете страни да попуштаат. Нити условите на Путин идат до крај, нити условите на Зеленски одат до крај, така да мислам дека они можеби ќе седнат периодов, значи да го завршат ова чудо. Значи многу е битно меѓународната дипломатија недоволно да помага или не знаеме што се случува на јавна сцена? Повторно се виде поделбата во западниот свет, се виде помеѓу интересите на Америка и интересите на Европска унија. Интересите на Европска унија се јасни, енергенсите од Русија се многу важни, економски се тие енергенси, кај Америка се стратегиски. За жал, повторно се покажа тоа не е единство кое го видовме и на многу други случаи, како не единство, па дури и на случајот на Македонија, ако сакате. Ако можам да забележам,
сигурно ќе се согласиме со тоа, за почеток на преговори на Македонија со Европска унија многу позаинтересирана е Америка отколку Европската унија како таква, и тоа само по себе кажува многу во тој дел. Мислам дека тоа нема така лесно да се испегла, меѓутоа за почеток на целата оваа разврска битно е да престанат воените действија. Страда и светската економија, европската исто, но и нашата. Каде сме ние тука? Со реченица 2. Ќе биде тешко, густо. Ние сме енергетски зависни. 100%. Струја, газ, нафта, по сите основи сме зависни, кај гасот и кај нафтата е екзактна работава, немаме на оѓалишта, не можеме да нешто да правиме, кај струјата имаме послаби капацитети од што треба. Значи, ова е прашање до сите влади 30 години на назад што правеле, што не ја подобрувале енергетските капацитети на земјата, што не ги Чебрени галиште символ на една неостварени готувања. Тоа е веќе толку верглана работа, значи 9-10 тендери се поминати таму. Вест дека Бугарија веќе и Германија исто склучиле договор со Катар. Катар е еден од најголемите светски производители на плин, нели на газ. И Бугарија полека го напушта рускиот газ. Ние сме 100% зависни. Македонија, имате ли информации, бидејќи економијата ви е онака во патос на вашето битисување, екзистирање, има ли шанса Македонија да најде алтернатива сега или тоа? Македонија во моментот е 100% зависна од гасот руски, меѓутоа нашата среќа во несреќа е тоа што ние имаме... Не трошиме многу. Може да позајмиме од соседите. Да, од Бугарија. Значи, во моментот, меѓутоа, последните денови Бугарија кажа дека руски газ нема да троши. Тоа направи забуна и во Србија, заради тоа што гасот до Србија мора да стигне по цевката низ Бугарија. И ако Бугарија блокира, тогаш и Србија и Унгарија не добиваат газ. Така да тука сега ќе има дипломатска ситуација за вразлама. Добро, Бугарија може да не купува, да пушти да си тече низ цевките. Тоа е ствар на договор, ако се договорат. Значи, за тоа треба сега да има преговори, Вучич го слуша вчера, значи, тоа така ќе оди. А што се однесува до катарскиот газ, треба да имате гасовод за таа работа. Македонија сега, сметам дека стратешки добар потек направи владата на Заев и владата на Ковачевски, сега го потврди тоа, влегувањето со удел во Александрополис, во тоа нова гасна централа што треба таму да се прави. Тоа е течен газ кој се компримира, кога доаѓа со бродови, се компримира во газ. Меѓутоа, сега ќе се прави конектор со Македонија, со ТЕЦ Неготино. Добро, но тоа е во наредни 10 години. Не, тоа може брзо да се направи. Што значи брзо? Нека не убедува дека тоа е спор проект. Тоа може за 1 до 2 години да биде све. Цевки се во прашање. Во тоа, Македонија, тој е стратешка определба. За стратешка определба мора да има пари. Не се штеди, ако треба ќе се позајми. Значи, да сум ја на местото на која одлучува, ја тоа, и го гледам тоа дека и овие влади, последниве влади го прават тоа. Тоа го има секаде, го има и во Италија. Мислам дека разликата е што Италија е само развиена, едно од најразвиените светски сили, а за разлика од Македонија, што е една од послабо развиените или земја во развој, дека не хигиена има и тамо, дека не грижа има и тамо. Тука многу повеќе се гледа од причина што државата е помала и посиромашна. Како е со шалтерите таму, со граѓанинот и институциите? Значи, италијанскиот и македонскиот народ многу си... Медитеранци. Многу сме слични. Има поголем ред, ете, тоа можам јас да го кажам. Има поголем ред, има кога ќе се јавиш дека ќе ти дојде твојот ред, дека ќе ги завршиш работите. Например, мене, тоа што не ми се допаѓа во Македонија е не грижата. Не е битно дали го направила оваа влада, владата пред 10 години, владата на Црвенковски, не е битно кој изградил. Веројатно и нашата граѓанска не грижа за кога зборуваме на темата екологија, хигиена и така натаму. Не е битно дали имам јас основно образование, дали сум со високо или со средно образование, важно е колку јас како граѓанин се грижам, значи јас сум истата, мене Италија не ме направи погрижлива кон отпадот, значи во Италија отпадот се дели. Јас кога доаѓам тука,
барам каде да фрлам хартијата. Значи 16 години да нема, не е до Оливера. Ако Оливера претходно не го делела отпадот, ете нешто сум ново од Италија сум земала. Меѓутоа, тоа зависи од сервисот локален на самата држава. И не грижата, евен, например, катните гаражи ги прошетавме неколку во овој период, додека сме тука, нови се. Значи, релативно се нови. Влезете внатре, погледнете какви се. Лифтот не работи, ѓубре на отпад на секаде, прашина на секаде. Значи... Тоа го нема во Италија? Го нема. Па јас тоа прашувам. Да. Значи, тоа го нема. Кога Оливера ќе дојде од таму овде, што понесува како чувство, а што од тука кога одите назад? Кога носите топлина, кога повеќе горчина? Од каде купувате повеќе позитива, а каде пласирате повеќе она што е малку без во себе? Значи, Македонија има своји вредности, имаме многу квалитети, и тие квалитети требаше да се оделам јас од Македонија за да ги гледам, за да ги видам, значи како еден вид огледало. Како пример ќе го кажам на козметичар. Во Македонија не ме остава и не ме остава ден денеска, се додека лицето не ми е исчистено 100%. Во Италија и ќе ми наплата, значи цена која што е, не знам, 1000-1200 динари са. Во Италија за 60 евра саат време толку. Значи јас излегував со пола лице исчистено, со пола лице прљаво. Разликата е голема. Значи имаме персонал, имаме луѓе што си ја знаат работата, што се ценети, што ја ценат собствената работа, што имаат квалитети, платени се онолку колку што се платени, можеби треба да се платат повеќе, во однос на една Италија која што рамките се тие, јас на саат работам, а квалитетот на клиентот колку е добар, колку ми е важен, толку не ми е важен. Ако добро ве разбирам, коригирајте ме ако грешам, сепак е до институционалната поставеност, како таа функционира. Тука се разликите меѓу Македонија и западниот посовремен подемократски свет, веројатно, а луѓето околу нивниот однос кон другите луѓе, сакате да кажете дека сме ние похумани, понапредни, посветени. Што ни недостасува? Сигурно не ни функционира општината, државата, администрација. Кои се во институциите се луѓето. Значи, кај нас е битно да сме образовани, односно да имаме високо образование. Во Италија го немате тоа сите да имаат петки. Значи, сите деца да имаат петки и сите да одиме на факултет. Во Италија го имате тоа да сите бидеме сретни, да бидеме задоволни на нивото на кое што сме и да имаме работа. Сега, значи, понатака, квалитетот на работата, резултатите, тоа е нешто друго. И тоа е веќе индивидуално, секој со своја способност. Ние во тој аспект имаме многу подобар квалификуван народ. Некој може ќе се изнасме, меѓутоа и самиот резултат во проценти колку македонци напуштија Македонија, колку македонци напуштија Македонија во последниве 20 години и зошто ја напуштаа, значи од една страна економскиот аспект, институциите, ма од друга страна, значи да бидат они целиот тој вкупен амбиент, нели, условите и така. Значи нивното знаење да биде ценето. Значи ние не знаеме тука добар механичар да го задржиме. Radio 5800 Blackwell.